книжевна лабораторија на Стера. Здраво на сите, добро дојдовте во овој наш мал преведувачки разговор со две прекрасни преведувачки од проектот Млади европски приказни или Young European Stories. Проект кој што започна во 2023 година, се преведоа 14 книги. Од тие 14 беа 12 преводи од други јазици на македонски и две беа превод од македонски на хрватски и од македонски на германски. Денес тука со нас се две преведувачки од овој проект. Ксенија Чочкова, која што живее во Германија и преведува од германски. Таа преведе две книги за млади, тоа се Големата црна птица од Штефани Хефлер и Теа Дневник од Криста Унцнер. И тука е Магдалена Кукиќ, која што ни доаѓа од Загреб, од Хрватска, и е преведувачка на романот Звезда, мрак и суштествата од Трашковград на Билјана Црвенковска, која што во случајов тоа сум јас, меѓутоа ете. Магдалена е преведувачката на мојот роман и јас сум многу среќна што децата во Хрватска можат да го читаат. Добро дојдовте и многу ми е мило што најдовме. Да. Јас би сакала нема да зборувам за биографиите на преведувачките, затоа што мислам дека тоа не е дел од овој разговор, но би сакала да споменам дека Ксенија Чочкова ја знаеме сите, ги знаеме незините преводи, но она што ми е мене многу мило да го кажам за Магдалена е дека е таа семинаристка, односно е една од како да речам тоа, членките на посетителките или учесничките во летната школа, семинарот по македонски јазик, литература и култура, кој што се случува во Охрид. И ми е мило што имаме семинаристка, затоа што баш тоа го зборував на млади преведувачи баш пред некој ден, каде што имавме работилница на филолошкиот факултет, дека треба да сме многу среќни што постои семинарот, затоа што тоа е единствен начин на кој што ние создаваме преведувачи кои што ќе преведуваат од македонски и еве баш ми е мило што е Магдалена дел од таа прекрасна приказна. И мене ми е мило. И морам да кажам дека сега многу долго време немам зборувано македонски со никого, само го слушам и сама со себе зборувам дома. Од кога дипломирав, едноставно така, мислам, немам некои конекции. И малку имам трема, затоа што кога го вежбав јазикот постојано, ми беше многу лесно. Ама, добро, јас морам да признам дека сите ми викаат, сите македонци, велат дека зборувам скопски. Само да речем дека зборувам скопски. Ајде, така ме определија тие, па ете. Да, може би, ама супер, мислам, навистина одлично зборуваш и благодарам. Мислам затоа дека и овој разговор ќе биде интересен за луѓето да слушнат всушност како семинаристите зборуваат на македонски. И мотивација. Да, и мотивација. Јас имам неколку прашања, всушност секое прашање важи за двете. Па би рекла, не знам сега, ајде бидејќи Магдалена има трема, јас како поставам прашањето, па Ксенија, па Магдалена, така некако да одиме. Првото прашање, кои се, значи, предизвиците со кои што се соочувате при преведувањето на литература за деца и млади, бидејќи знаеме дека не е исто кога се преведува некое книжевно дело за возрастна читателска публика и за деца и млади. Што се тешкоти, што се некои можности, некои интересни работи што се отвараат при преводот и на што мора особено да се внимава при овие преводи? Јас да го скршам ледот. Да, јас пред се преведувам белетристика за возрастни.
понекогаш и поезија, меѓутоа ретко имам можност да преведувам литература за деца и млади и затоа секогаш се радувам кога ќе добијам таков проект да преведам некоја книга која што се однесува на помладата публика. За мене најголем предизвик е дека посебно кога се работи за детска литература, дека имам чувство дека мора да го разбудиме детето во нас, за да можеме да преведеме една книга, да се ослободиме од јазикот што го потребуваме секојдневно, што го користиме кога преведуваме литература за возрасни и да се вратиме на чувството на бидување дете. Мислам дека тоа е најинтересниот предизвик кога се соочуваме сами со себе и одеднаш се наоѓаме во нека нова улога на деца, да речеме. Бидејќи не знам дали ќе се сложиш Билјана со мене бидејќи ти пишуваш исто така за деца, но имам чувство дека писателите и писателките кои што пишуваат за деца користат многу почист јазик. Секој збор мора да е многу поодмерен и да знаеме зошто му е местото таму каде што му е, за да функционира сето тоа. Многу поискрен е јазикот кога се работи за литература за деца. Не можеме и за млади воопшто, не само за деца. Не можеме тука многу да импровизираме. Навистина треба да се држиме до реченицата, до изборот на зборови кој што го направила во мојот случај писателката и да се фокусираме на тоа. Да не преминеме во некаква, не знам, да го разубавуваме јазикот непотребно, да речеме. И тоа е убавината на преводот на литература за деца и млади, би рекла. Се согласувам. Магдалина? Па, што уште, мислам, јас апсолутно се согласувам со Ксенија. Можам да кажам дека јас лично сум млад преведувач. Јас го завршив факултетот пред 2 години и всушност службено имам преведено само детски приказни. На факултетот се разбира преведувавме и други работи, ама моето најголемо искуство како преведувачка е со детски приказни. Мислам дека мене малце, како да речам, полесно ми е да се вратам, да бидам дете, пак да бидам дете, затоа што имам внук, кој што има сега 9 години и се тестирам на него. И тоа е супер, затоа што во разговорот со него можам да дојдам до некои покреативни решенија. Мислам, да, јазикот треба да биде едноставен, меѓутоа мајка ми е учителка во градинка и таа секогаш ми кажува дека детски приказни мора да ги учат децата некои нови зборови. Не само тоа што го познаваат, туку мораат нешто ново и да научат. И затоа тоа ми е предизвик кои зборови ќе одберам, исто тоа што го рече Ксенија. Што ќе одберам, што ќе оставам да биде поедноставно, а што кој збор ќе направам да биде малце понов, нешто ново што ќе научат децата. Тоа малце ми е предизвик генерално. Сега за овој конкретен, за оваа конкретна приказна, тоа ќе речем подоцна. Добро, да, веќе значи следното прашање и ми е конкретно, значи бидејќи веќе кажав кои книги ги преведувавте, значи што во овие дела, еве ќе ги издвојам Звезда мрак и суштицата од Страшкоград и Големата црна птица, што ви беше, да речам, најинтересно при преведувањето и дали има некој посебен момент кој што би го издвоиле од овие дела? Мене ми е прашањето колку смееме да им откриеме на гледачите за содржината на книгите што ги преведувавме или да останеме мистериозни. Па мислам дека Да можеме прикажам. нешто да откриеме, да. Секако. Значи јас преведував книгата од Штефани Хефлер, Големата црна птица, во издание на Чудна шума.
приказна која што зборува за болката, за загубата на некој многу близок, која ќе ја прочитате кратката содржина, можеби ќе се исплаши некој и ќе рече не, ова не е за мене. Меѓутоа, ова е една од најубавите книги што сум ја преведувала. Бидејќи е многу искрена, многу топла, да зборува за тешка тема како болката и загубата, меѓутоа зборува и за тоа како се соочуваме сите ние со таа болка и може да ни помогне во одредени моменти, токму кога ја чувствуваме болката или кога ја немаме истата загуба, сепак може да не понесе, бидејќи романот е многу убаво напишан, на многу чист јазик, воопшто не преминува во некаква патетика, а при тоа е сепак исполнет со емоции. И мене исто така ми беше многу симпатично како е структурата на целиот роман, а тоа е дека е поделен во поглавја, каде што имаме фрагментни сеќавања, значи делови спомени на детето кое што се соочува со загубата и поглавја сега. Како изгледа неговиот живот сега. Подоцна на крајот го имаме и тоа потоа каде што доаѓа всушност надежта, би можела да речем. Тоа ми беше многу убаво за преведување, бидејќи претпоставам дека и многу убаво за читање, за тие кои што ќе читаат на македонски. Има една сцена во книгата која што ми беше екстремно убава, иако сега не можам на брзина да ја најдам, кога Бен, главниот лик, со својот помал брат Трошка или подоцна Карл, ќе обијат капелата за да го насликаат ковчегот на мајката. И за мене во таа една слика има многу символика и многу убавина, која што се надевам дека успеав некако да ја пренесам на истиот начин убаво на македонски. Исто така во оваа книга многу се зборува и за природата и за тоа како ја опишана природата. Имав, барем јас, на моменти чувство дека сум таму, дека сум заедно со главните ликови. Всушност многу се соживувам, морам да признам, кога преведувам книги, а кога ја преведував оваа особено многу се соживував. Да, за мене беше многу убаво искуство. Да, многу ми е мило, затоа што и мене ми е таа една од, не знам, можеби, еве, да речам, во трите најубави книги што сме ги објавиле во Чудна шума, мислам, апсолутно ми е таму некаде. А може, ако не, ајде не во трите, во 5. Магдалена, нешто што можеш ти да ни споделиш за Звезда мрак Звездана, така беше? Така е, да. Мислам, да почнеме од тоа. Кај нас има име Звездана и јас малку се борев, се читкавме за тоа, те прашав за совет и веднаш јас сакав така да го преведам, да ја преведам оваа приказна и тоа, не само тоа, многу се играше ти со зборови. И тоа мене ми беше толку интересно. Некој би кажал дека тоа е некој предизвик, дека тоа е малце потешко да се преведе и тоа е вистина. И ти пишав, јас со кои зборови имав некои дилеми и така натаму. Меѓутоа, баш тоа беше тој момент кога го вратив тоа дете и таа некоја креативност и игра со зборови. И тоа ми беше многу гениално. И тешко ми беше некои имиња на места. Хрватска е многу... има некои патенти во поинакви делови за имиња на места. И сега јас сум од Загреб. И мене природно ми е да користам некои суфикси одредени, меѓутоа во Далмација малку поинакво функционира работа, нели? И не можам да кажам дека тоа е врзано со стандарден јазик, зашто воопшто не е. Тоа е баш врзано со диалекти, мислам, имиња на места. И тука се консултирав малку со Крешо, и тој ми рече,
бирај тоа што ти е природно на тебе, како преведувачка. И гледај да биде нешто што ќе им биде познато на повеќе читачи. Поголем број на читачи. Така да, ајде, тука малце, тоа ми беше предизвик. Меѓутоа, јас сега ми текнува, јас кога ја преведував оваа приказна, пишував два дипломска труда. И да, во исто време, се. И мислам дека најмногу жалам за тоа што нема доволно време колку што сакав да и се посветам на Звезда на мрак. Ама ми беше супер пауза од овие академски работи. И баш уживав во тоа, зашто лично многу сум Џон Ленон Imagine личност. Тоа ми е некако моја филозофија. И преубаво ми беше кога ја прочитав прв пат Звезда мрак. Како некоја надежна на младите дека ќе ја прочитат оваа приказна, ќе имаат некој дека ќе разберат дека сите сме поинакви, дека тоа е убаво, дека убавина на светот е тоа, а не нешто совршено, дека некои луѓе кои што, мислам, јас тоа така го разбрав и верувам дека секој дете ќе се поврзат со приказнава на како да се изразам, со личното искуство на некои од нив можеби имаат некои како да се изразам на македонски визуални се разликуваат визуално од другите пријатели, некои можеби со некои ставови, соништа, кој знае, и ќе разберат дека се убави, такви какви што се. И тоа, мисля, јас плачев стварно, зашто се ставив во позиција на едно дете кој што го чита ова и кој што ќе може да осети некоја надежна, не знам како да ти го, мислам да ви го објаснам тоа. Едноставно, баш ми беше преубаво и сега мојот внук има некои проблеми во школа и го читаше ова со мене и ми рече, знаеш, сега малку си размислив дека стварно имаш право кога ми зборуваш, дека морам понекогаш да се ставам на место на моите другари и да размислам од нивниот аспект како стојат работи. И тоа, мислам тоа е поента на тоа што го работиш ти, па на крај на денот ти што го работиме ние. Ти за македонски деца, јас за хрватски, ти за германски и така натаму, нели? Така да ете, мислам воопшто од сите приказни кои што ги преведов, мислам дека оваа остави најголем впечаток на мене како личност. Баш ми е мило што Јас од вај чекам да дојдам и да си ја купам. Да, инаку сакам да појаснам за кој е Крешо, дека Крешо е Крешимир Крниц, кој што е твој професор, Така е. кој е преведувач и кој што е, да речам, и еден дел од Ибис Графика, од издавачката куќа која што ја издаде Звезда на мрак. Да поминеме можеби на... Сега, јас се прашав што ви беше најинтересно, но сега ги ве прашам што ве измачи всушност кога ги преведувавте овие дела и дали имаше нешто такво, дали имаше нешто со што моравте да се изборите при преводот еве. Јас ќе раскажам тука една многу лична приказна. Значи, јас ја запознав Штефани Хефла на страна од проектот во 2019, кога ја објави книгата, имаше промоција на токму на оваа книга во Баден-Баден, каде што живеам по некоја случајност. И ги купив сите други нејзини книги, освен оваа. Бидејќи ја загубив мајка ми,
малку предходно и не бев подготвена да ја читам книгата. Иако звучеше многу убаво и знаев за што се работи, не бев подготвена. И кога ти ми предложи да ја преведувам, одеднаш сватив дека е време да се соочам преку очите на некој друг. Со смртта, бидејќи навистина тоа е болна тема за секој што ќе изгуби. Ние сме сите деца, нечии деца, иако сме возрастни. И тоа ми беше, да речеме, процесот на преведување беше многу личен процес за мене на оваа книга, поради целата моја ситуација. Меѓутоа беше и многу убав процес. Истовремено, како што и претходно кажав, книгата е преубава напишана, се зборува за многу повеќе отколку само за болката со која што се соочуваме. И претходно заборав да кажам, тоа што најмногу ми се допаѓа во детската литература е дека чувството на емпатија е многу побрзо се буди во нас отколку кога читаме романи за возрастни, например. И тоа е нешто исто преубаво чувство. Тоа што можеби ми беше сега како преведување, да речеме, не толку едноставно, е и нешто за кое што исто така те прашав, бидејќи не бев сигурна дека тој ги нарекува своите родители, главниот лик ги нарекува своите родители скратено со ма и та, што не бев сигурна дека ќе функционира на македонски, но сепак се одлучив да пробам. Некогаш, како што каже и Магдалина, некогаш треба да ги предизвикаме читателите со нашите решенија и да стоиме зад нив. Да, можеби сигурно постоја сцени во кои што сум се двоумела за ова или за она решение, се надевам дека на крај сум ги избрала најдобрите. Не, јас си мислам дека и сега стојам на тоа дека тоа со ма и со та, например, дека е одлично решено. И мислам, општо целиот тој процес на соработка помеѓу преведувачот и уредникот е многу важен во целата приказна, затоа што тоа надополнување е многу важно. А инаку сакам да кажам пред да поминеме на Магдалена, дека имавме видео интервју со Штефани Хефлер, не знам дали успеа да го видиш, бидејќи одеше во 3 дела видео. Мислам, тоа го имам како долго писмено интервју на Блен блогот, на Наташа Атанасова направи видео интервју и многу е интересно бидејќи тоа романот е исто така инспириран и од личната приказна на Штефани, која што има изгубено првиот сопруг. И она што е највака интересен еден момент, што многу се забележува во книгата, е дека постојат моменти кога тоа е да речам голема траума, моменти на голема тага, но има моменти кога се случуваат нормални работи. Кога се случуваат шеги, кога се случуваат смешки, кога се случува, не знам, Бен да размислува за девојката што му се допаѓа и да размислува за другарите во училиште и како тие ќе реагираат и како тие ќе го погледнат, така што тоа објаснување дека се тоа е еден нормален дел од животот и дека животот и во такви моменти се случува и нешто друго и дека не може да биде, дека едноставно ете. И тоа беше многу интересно што таа го сподели тоа. Да, всушност и мислам дека зборува дури во интервјуто за тоа дека всушност ја пишува приказната за себе, меѓутоа исто толку и за ќерка и која што сигурно ќе има прашања и воопшто за сите кои што некогаш ќе загубат, кои ќе се најдат во таква ситуација, меѓутоа можеби ќе го оставам тоа за крај за подоцна. Значи, Магдалена, кажи ни што тебе дали имаше нешто што те измачи во приказната или се ти беше така како ти што го објасни, повеќе како предизвик во смисло да откриваш нови работи и да ете. Па мислам дека јас лично јас така ги нарекувам технички предизвици, кога некој морав да бидам креативна во таа смисла, во твоите игри со зборови.
мрацки и така натаму. И некои работи совршено функционираат по македонски. И јасни ми се, сосема ми е јасно. Ама морам да најдам алтернатива во мојот јазик, мојот мајчин јазик. И малце тука морам да кажам една работа. Јас секогаш кога имам такви предизвици, се консултирам со мајка ми. Зашто таа ги познава децата како себе самата, нели? И ја прашав понекогаш и многу чита детски приказни, нели, секојдневно. И мозок ја работи, кликерот и работи на тој начин. И таа многу ми помогна. Јас имав неколку решенија, па јас и доаѓам на неа, слушај сега. Тоа или тоа, што мислиш ти? Што мислиш дека децата ќе го разберат, дека ќе им биде природно во хрватски јазик, зашто не знам дали, Ксенија, ти имаш тој проблем, ама кога читам многу време, јас денес, мене и хрватски ми е мајчин јазик, меѓутоа понекогаш не можам, едноставно не ми работи мозокот и не можам да најдам решение на хрватски и по секојдневен говор користам македонски изрази. И сите ми се смеат, меѓутоа треба мозокот да ти се префрли на тој јазик и чекај, како би било тоа. И треба многу пати да го прочиташ својот превод, за да ти текнат некои решенија. Сега, например, преведувам и се ми е јасно и се е супер. И ќе го читам утре ден, кога сум наспавана и така натаму. И читам, и леле, што напишав тука, каде ми е мозокот, не функционира на хрватски, не е природно на хрватски. Едноставно форма е македонска и тоа ми беше малце предизвик. Ама добро, тоа и те конзултирав, го најдов мейлот. Баш што тие имења те прашав, еве сега баш гледам Штурид, Штур и Рид. И тоа ми беше, и ние го користиме зборот штур на хрватски, ама не ми текна во тој момент дека тоа се тие не знам како се вика на македонски, на хрватски е сложеница. Ваница. Ете. Да, така да тоа малце ми беше предизвик и тоа што ти го кажав имиња на местата, кој суфикс да користам на хрватски. Ама другото не ми беше, немав некој предизвик од тој дека не разбрав нешто или се ми беше многу јасно и одвај чекав да го преведам тој текст, зашто баш ме воодушеви на прво читање. Добро, супер, фала ти. Како што најавив на почетокот, мислам, ова е така, еден краток разговор. Може би треба понатаму да правиме повеќе вакви мали разговори, бидејќи мислам дека луѓето сакаат да слушнат нешто, а секако не би можеле да издржат да слушаат ваков разговор со премногу учесници и премногу прашања. И последното прашање е всушност едно, да речам така, прашање за окружување. Значи, прашањето е дали има нешто што би сакале да додадете во врска со, не знам, овој проект, за преведувачкиот процес, за самото дело кое го преведувавте, може би за тоа како, дали имате може би некакви коментари од читателите, како реагирале на делото, или што и да е друго што сакате да додадете. Јас би сакала да додадам, да кажам дека оваа книга не ми ја препорачувам само на млади, туку им ја препорачувам исто толку и на возрастните да ја прочитаат. И не само на тие што некого загубиле, туку едноставно на сите како читателска публика. Мислам дека е навистина, иако реков 100 пати, ќе речам уште еднаш, прекрасна книга, едноставно која што вреди да се прочита.
Не знам каква е реакцијата на читателите и сум многу љубопитна и се надевам дека наскоро и ги имам можност да се соочам со читателите и да разговараме на темата, бидејќи ме интересира како ја доживуваат луѓето, како ја доживуваат младите и како ја доживуваат повозрасните читатели. И се радувам на тоа. Инаку, да, преведувачкиот процес ми беше многу убав. Многу ми е убава соработката со тебе, Билјана, да бидам искрена. Со чудна шума, бидејќи секогаш имам можност да работам на многу интересни и наобични книги, кои што не се, да речеме, мејнстрим, туку се поспецифични. И ми е мило дека публиката има можност во Македонија да чита токму такви книги. Избрана литература. Да, еве јас чисто само ќе откриам дека Ксенија ќе имаш шанса доколку дојдеш, а ќе дојдеш на 26-ти во нашиот читачки клуб, каде што ќе има веќе некои луѓе кои што ја прочитале книгата и веројатно ќе имаат доста работи да споделат. И морам да речам дека имавме и една рецензија која што сосема неочекувано ни дојде и беше одлична, мислам ќе ти ја пуштам затоа што е од сосема непознат читател, не е од да речам овие букстаграмери или книжевни блогери или туку е така човек кој што си ја купил книгата, си ја прочитал и напиша рецензија. Беше многу интересно. Магдалена? Сега се радувам уште повеќе. Па, она што сакам да го споделам со вас е дека нели ја спомнав мајка ми, нешто се изборевме и ми рече таа дека воопшто е малце разочарана со модерната литература за деца, дека графички се многу лоши тие приказни, текст е нема некоја поента, нема некоја порака подлабока од која што дете може нешто да научи и воопшто дека во овој денешен свет и денешно друштво емпатија е некако настрана. И ми рече дека е воодушевена со Звезда мрак и со другите, нели, Невидова куќа и така натаму, дека се толку убави приказни за не само за деца, туку и за родителите, тоа што го рече Ксенија. И искрено, јас лично сметам дека многу убаво би било кога родителите би ги читале тие приказни со нивните деца, заедно да ги читаат, да можат и да коментираат некои пораки од тие приказни, кои што сметам дека се многу важни за формирањето на личноста кога си дете. И во тие години, зашто деца може да бидат многу злобни и некои деца тешко се носат со некои работи, а од друга страна, и тоа им дава надеж, такви приказни им даваат надеж, а од друга страна, сметам дека некои деца можеби ќе разберат дека не смеат да имаат предрасуди и не смеат да имаат негативен став кон поинаквите луѓе, не само деца, генерално луѓе околу себе. И стварно баш ми е мило што јас можев да ги преведам тие приказни конкретно од Звезда мрак и што можев да ја читам приказнава со внукот ми и веднаш да видам реакција на едно дете, тогаш имаше 7 години, мислам, прво оделение на основна школа беше. И го гледав мимика на лицето, коментари, сега беше лайв во тој момент и стварно слушаше цело време и заедно читавме, нели? Тогаш не беше баш не му беше интересно сам да чита, сакаше јас да му читам се уште.
И баш го гледав него колку размислуваше за таа тема, колку инволвиран беше во тоа што го слуша и го гледа. Многу интересни ми беа илустрации во приказна, така да тоа ми беше супер и баш мило ми беше што мислам тоа е многу важен дел од детски приказни, нели, илустрација. Така да ете, тоа ми е мило што јас имав од во прва рака да можев да го видам какво влијание има тоа дело на едно дете. И се надевам дека нашите балкански земји ќе работат малце повеќе на тоа да се шири емпатија помеѓу децата и младите, и да им се отворат портата кон модерна литература, не само оние класични дела кои што јас обожавам. Не знам дали вие знаете Јежева кучица на Бранко Чопич. Да. Обожавам. Денеска купив како игра некоја како театар кај нас, феноменално е. И мајка ми вика, тоа е толку квалитетно и мило ми е дека гледам дека има и денес такви квалитетни приказни. Така да се надевам дека и тоа ќе стане, Звезда мрак ќе стане еден ден дел од класична детска литература. Да се надевам. Да. Ама мислам дека и ние сме амбасадори на нашите дела. Мислам дека Ксенија се согласува со мене и ти исто како автор. И ние сме амбасадори и ние треба да повеќе да се вклучиме, да одиме во школо, некое, не знам, наше основно школо или некое блиско до кај нас, да зборуваме со деца. Има надеж. Верувам дека стварно има надеж. Да, мислам дека ова е убаво за окружување на муабетот, дека има надеж и јас мислам дека целата и поинта на овие проекти, на овие преводи, на овие книги кои што ги носиме тука е затоа што сите веруваме дека ако работиме доволно и ако работиме на промоција на овие дела и ако правиме повеќе вакви работи за тие дела, не само да се издадат и да се стават во книжарница, туку да зборуваме за нив, да ги испромовираме, дека ќе дојдат до читателската публика и колку повеќе се трудиме да правиме вакво нешто, дека толку можеби повеќе и резултати ќе имаме и кај деца и кај млади и секако родителите, затоа што се согласувам, родителите мора да ги читаат овие книги заедно со децата. Сите книги мораат да ги читаат заедно со децата. Добро, значи јас ви благодарам што ние родителите или воопшто возрастните забораваме на емпатијата. И книгите за деца не потсетуваат на тоа. И плюс да и Магдалина го спомена моментот на рефлектирањето едноставно затоа што кога ние разговараме со детето на одредена тема подоцна, за која што сме читале многу поинако отколку кога самото дете оставено со содржината која што би можело да разбере вака или онака. Меѓутоа, често и да не ја разбере пораката, да речеме. Ние треба да им бидеме насока. Точно. Добро, ви благодарам што бевте дел од овој мал книжевен разговор или од овие преведувачки муабети. Не знам како да ги крстам уште. Ќе им најдам некој интересен наслов, да речеме. И се надевам дека ќе имаме повторно прилика во некој друг проект, во некоја друга ваква слична приказна, да се сретнеме повторно и да разговараме за некои други, можеби, теми, меѓутоа пак во областа на преводот и преведувачките маки и искушенија. Добра вечер на сите и се гледаме повторно. Се гледаме. Благодарам.
Да, благодарам и јас. Многу ми беше убаво.